Почитувани гледачи, како што најавивме, продолжуваме со подготвените содржини. Една од темите за која сакаме да ве информираме и да ви пренесеме дополнителни сознанија е прашањето за миграциите. Овој феномен практично е основна карактеристика на човекот и по тој повод поканивме компетентна личност со која што можеме да говориме. Станува збор за доктор Златко Николовски, експерт за миграции и безбедност. Личност која ги напиша трудовите Миграции и безбедност и македонска диаспора пред 10 години, односно пред 2 години. И личност која има повеќе од 30 години во вработување во Министерството за внатрешни работи во областа на миграции. Добар ден, господине Николовски. Добар ден. За вашата биографија може многу да се говори и јас ги одбрав само оние елементи што сметав дека се во функција на запознавање на гледачите што ќе ја следат оваа емисија за миграциите. За почеток на овој наш разговор би сакал да дадете еден добар вовед што представуваат миграциите. Да сите преселување од едно место на друго на луѓето во суштина представуваат миграции. Сега, зборот миграции ги покрива, значи, во форма на чадор сите миграцијски движења. Дали се тоа емиграција, дали е имиграција, емиграција значи иселување од државата на живење, имиграција доселување во државата каде што нели треба да живеете. Легални миграции, илегални миграции, сите тие термини значи се делот од главниот термин на што го викаме миграции. Па дури и внатрешните миграции, село, град, град и целата таа динамика е буквално покриена со таа терминологија. Република Македонија и не само нашата држава, туку и целокупниот регион и светот воопшто не ги забранува, така да кажем, или ретки се државите што забрануваат движење на луѓето, да се фокусираме на еден историски период карактеристичен за нас, посебно по осамостојувањето на Македонија, кога станува збор за миграциите. Дали правите разлика меѓу оној период од 60-тите години на минатиот век и овој период последните 30 години кога ги анализирате овие феномени? Јас би ги поделил фактички да, периодот пред осамостојување, 91 година, и периодот после осамостојување би го поделил на два дела. Од 1991 до 2009 година, всушност декември 19 кога се укина визниот режим со Европската унија, тоа многу значи кога и се отвори вратата за слободно движење на нашите граѓани на територијата на Европска унија без визи. Тоа е моментум каде што буквално веднаш уште утре дента се осети најпрвин туристичките, се зголеми бројот на туристички патувања, а потоа веќе се зголеми бројот на економското патување. И економското, но потоа се зголеми бројот на лица и со сезонски вработувања, но и оние кои веќе остануваат во Европа за работа во делот на Европа. Инаку иселувањата на другите континенти тие си траат, нели, во континуитет. Во овој дел би сакал само како илустрација да укажам за гледачите дека 60-тите години беше карактеристичен така наречен период за привремено заминување во странство и се очекуваше тие луѓе да се вратат со одреден капитал и да инвестираат во земјоделие, градежништво или да направат нешто на планот на подобрување на својот живот. Меѓутоа, карактеристика на таа популација беше дека главно беше со основно образование или со многу ниско образование. Карактеристика на оваа генерација е со високо образование, со познавање на компјутерски технологии, со медицина. Дали во овој поглед може да се забележат одредени паралели дека Македонија ја губи работната сила на долгорок, посебно образованата? Видете, системот 60-тите години кога сме биле дел од, нели, Југославија и сега е различен. Мислам причините за заминување, претежно економски причини 60-тите години, или да ги речеме заминување, привремено заминување во странство. Сега е нешто друго. Значи, бројот на заминување на наши, особено млади,
и лица кои се со повисоки стручни знаења од различни области на проблематиката, нели, која е работа, дали е тоа медицина, дали е IT инженерство и слично. Бројката и интензитетот на заминување во овој период сега е многу поголем и побрз. Така да, знаете, на чиста паралела не можете да повлечете за тоа што, да, има одредени причини кои се заеднички, но генерално сега се различни. Сега, ако ја отвориме таа тема, кои се причините зашто сега толку многу е бројката голема, не е само визниот режим што сме го укинале со Европската Унија. Добро. Кај нас од 91 година мора да бидеме малку и по-отворени и транспарентни во говорот, дека причините се неможноста на младите да го остварат, да се остварат во нашата држава во делот на развојот, личниот развој, нормално, во делот на вработувањата, да може да дадат све од себе. Сега некој ќе рече зошто е тоа така. Моите анализи кажуваат дека главната причина која е извор на таков вид проблеми се на некој начин и политичката структура, без разлика во кој период на власт кој владеел. Знаете како политичките партии сакаат да ајде ќе речем на брза дневна основа да ги имаат под контрола, нели, пошироките народни маси ќе речеме, но на подолг временски период тоа ги убива младите да бидат заложници на политиките, да речеме, на одредена партија или слично, и да не го добијат тоа што тоа го барат или можат да го дадат од причина што не се членови на таа политичка партија. Така да затоа заминуваат сега не само ниско образовани, туку и високо образовани, па дури имаме и појава на заминување последниот период на луѓе кои финансиски се добро стојат. Значи, очигледно нешто им недостасува во државата, затоа сакат да го продолжат животот надвор. Делото македонска диаспора го анализирате карактеристиките на луѓето што живеат таму. Може ли да дадете еден опис на културолошкиот код на овие луѓе што работат таму, каде се вработуваат, на економската независност, дали го оствариле тоа што тргнале во тие држави? Претпоставувам дека тој период од 10 години кога сте ја пишувале книгата е променет, а доколку не е, извлечете ги клучните поенти. Видете, кога зборуваме или анализираме, да речеме, македонската диаспора, јас можам да кажам без двоумење, од причина што долго време пред да ја напишам книгата, но и после тоа едноставно бев во секојдневна комуникација и сега сум комуникација со наши иселеници, особено во Европската Унија, во државите на Европска Унија. Слободно можам да кажам дека високо е патриотското чувство на сите тие што заминале од Македонија. Без разлика во која држава се наоѓаат, тие сите ја сакаат својата матична земја, Македонија. Начинот на како да речем остварување во државите на престој каде што живеат е различен, за разлика од онаму кај што треба да биде најдобар, а тоа е матичната земја Македонија. Тие се прифатени нормално во зависност од она што можат и да понудат, затоа што матичните земји, односно државите на престој каде што нашите иселеници престојуваат, имаат интерес од нив. Значи да го извлечат најдоброто. Во последниот период рековме, значи имаме работници и кои се со пониски стручни спреми, но сите работат. Значи можат полесно да се остварат едноставно. Врз основа на вашето искуство, дали е мит дека нашите работници се многу вредни и честни граѓани, или и од ова поднеби има личности што доаѓаат во судри со законот? Видете, генерално можам слободно да кажам дека нашите работници, сите оние што се надвор, во најголем бројка, над 99% можам да речам дека се вредни работници, ги почитуваат законите. Не, тоа е точно почитуваат законите, сакаат да соработуваат. Имаме многу македонски клубови кои соработуваат со властите на државите на престој, но мораме да бидеме искрени, значи дека една мала бројка, каде и да е во светот, впрочем тоа е и во сите држави,
нормално дека знаат да направат и одредени прекрачоци и грешки. Прашањето така беше да- повеќе во првиот дел. Значи, што ми е висок процентот на граѓани кои се адаптираат на условите во кои што живеат и не доаѓаат во суди со законот, значи таа представа што ја добиваме ние преку одредени информации, преку пријатели е точна. Сега тука би сакал да го искористам моментот. Дали македонската држава има официјални контакти преку нивните друштва, здруженија, компании, на некој начин и тие да ја чувствуваат македонската држава, иако она е нивна, меѓутоа и практично да живеат на некој начин. Видете вака, кога ја работев книгата, фактички кога ја завршивме излезе од печат, понудив можен модел на соработка помеѓу институциите, помеѓу државата и македонската диаспора. Добар дел од тој можен модел, можам слободно да кажам дека се реализираше преку институциите на државата. Најново е тоа што владата 2019 година донесе национална стратегија за соработка со македонската диаспора, акцијски план за спроведување на националната стратегија. Од една страна, Вие учествувавте? јас учествував, да, бев еден од раководителите на работна група за изготвување на таа стратегија. Од друга страна, пак диаспората низ години ве создаде многу клубови, сојузи, нели, каде што можат да ги остваруваат одредени нивни потреби, но и да држат една динамика на комуникацијата со државата. Но морам да бидам искрен. Соработката не е на посакуваното ниво на кое она јас го сакав да биде. Од аспект на нашите луѓе во странство или од аспект на државата спрема? Од двете страни. од двете Да бидеме искрени, од двете страни. Од аспект на државата, каде ги гледам грешките. Државата во даден момент, значи, даде одредени поволности, даде можности, кои не беа искористени од диаспората. Можност да имате 3 пратеници. Еден период тие постоја, но потоа нели мала беше бројката на излезност поради нормално одредена реакција од страна на диаспората за одредени услови за избор на пратеници. Во овој момент немате пратеници. Имаше во даден момент министер без ресор задолжен за македонската диаспора. Среќа што едниот беше многу активен, па донесовме национална стратегија, ама после него вториот помалку активен, па не успеа да ја спроведе националната стратегија. Значи тоа се моменти на неконзистентност. Така. Тоа ми е зборот. И второ, често пати не само на темата на да речеме миграциите. Државата знае, па дури може би тоа ми е нешто многу слично и со Европската унија знае тоа да го прави. Дали ние може би нешто пресликуваме и во тој дел да пишувате резолуции, стратегии, не знам, а да не ги спроведувате. Односно во многу мал број да ги спроведете. И ако имате простор, националната стратегија за соработка со диаспората е еден вид петогодишен план. Значи 2019-2023, веќе сме 23-та. Што направивме? Мора да се размислува за нова. Ние може да размислуваме за нова, ама да го погледнеме акцијскиот план колку е спроведен. И второ, што мене лично ме интересира деновиве кој е тој што го следи спроведувањето на акцијскиот план? Да. Дали е тоа, пошто сега немаме министер задолжен за диаспора. Дали е тоа Министерство за надворешни работи со едно деление за диаспора? Агенција за иселеништво која се оградува на некој начин на тој документ затоа што бил владен документ. Значи има многу дилеми. Тоа е делот за државата. Прашањето ќе го одговорите вториот дел од аспектот. Меѓутоа, тогаш како се остварува соработката ако сите овие минуси се одат на конто на државата? Фактички спојте ги двете прашања сега. Пак ќе речам, значи се остварува со прекини кои не се добри. Како да имате чувство дека едноставно нема конзистентност во спроведување на политиките. Зборуваме нели врзано со соработката со диаспората. Од друга страна пак диаспората еден дел сака да соработува со властите, другиот дел со
како ќе речеме со повисоко патриотско чувство, пак не сака затоа што не прифаќа одредени одлуки на владата. Така да тука има една празнина која треба да се надмине. Кој беше мојот предлог за разрешување на долг временски период, за да нема проблеми при промена на власта во државата, во соработката и извршување, да речеме, на правата на диаспората. Административните права, да речеме, не може, крајно време е да се надмине потребата наши иселеници со по 20 години престој во Европа да доаѓаат во Македонија да чекаат, нели, за пасош, за извод и слично. Еден чекор е направен, да бидам искрен, значи веќе пасошите побрзо се прават и можат и надвор да се направат преку амбасадите. Но има уште многу прашања што може да се разрешат. Да се задржиме. Да се задржиме. Се извинувам, само да кажам, мојот предлог за разрешување на оваа ситуација беше закон за диаспора. Законот за диаспора ќе го регулираше сите права и можности поврзани со нашите иселеници. А зошто го нагласувам тоа? Надвор од територијата на Македонија живеат приближно 1 милион граѓани. Ако од 2 милиони и 400 државјани на Македонија, значи, одземете 1 милион, зашто зборуваме? Значи, ние пак потребно е дури и Министерство за диаспора да отвориме, а не само без ресор, кој во зависност од потребата на партиите, час го има, час го нема. Значи, тоа е... Доктор Николовски, веројатно имате анализирано и други држави или други примери, јас би ги посочил, да речеме, и формирањето на израелската држава, враќањето на пољаците. Од Балканот мислам дека Хрватска на тој план направи значителен исчекор со еден збор. Дали во политиката на владата, не само оваја, туку секоја, која ќе се спомне странски инвестиции, го имаат во фокусот нашиот граѓани кои има бизниси во овие држави? Видете, јас мислам дека го имаат, но мора да се поработи на можноста за тој да инвестира. Така е. Значи, мора да има економска логика. Довербата мора да се врати. Кај нас се прекината довербата. Неспоредлива е нашата анализа со еврејската диаспора, да речеме, која дури создаде држава 48 година. Значи, неспоредливи сме. Ние може да учиме само од тоа. Затоа што, впрочем, и тоа беше дел од мојата анализа, анализирајќи еврејската диаспора, ирската диаспора, па дури и на Народна република Кина. Так. Какви све можности има за да ги вратат или привремено да ги вратат? Меѓутоа, не се загубени можностите. Можностите не се загубени, но државата мора да води динамика, не сме да сопира. Значи, не сме со промената на министерот да има пауза. Так, или од неколку години да се чека нова личност да ги произведе. Тоа ми е зборот. Значи, факт е дека ова треба да биде континуирана државна дел политика. На система, не дел на желбата на поединец. Тука е разликата. Ова го кажувате во контекст на овие последни 5 години или последни 15 години? Со оглед дека два пати го спомнавте министерот, а претходно како беше состојбата? Па, ако се сеќавате, имаше еден министер за иселеништво пред 25-6 години. Ама не се сеќавам дека нешто добро било за иселениците тогаш. Сакам да кажам, па и сега нешто посебно не е направено, но се движи нешто. Сакам да кажам, ако немаше прекини, не мора да има министер за ова. Можете да преземете други мерки. Зошто нема национален совет за диаспора? Спомнате во акцијскиот план за спроведување на национална стратегија. Значи има одредени можности кои долго би траеле. Јас ќе се задржам сега повторно на таа економска логика. Ако може германец да дојде и да инвестира врз основа на законите што постојат во Македонија, такви или какви се, дали е тоа во слободна зона или е во било кој друг дел, не можам да ја разберам логиката на стравот на некој кој што исто има приватен капитал, а е по потекло од Македонија или е наш државјанин, а да има страв од сопствената држава дека може да биде измамен или дека може би нема. Не зборувам во однос на економската исплатливост или профитот. Зошто процентот на овие луѓе е мал во однос на странците? Знаете што, значи нашите селеници имаат подобри информации за нивото на корупција во Македонија. Коруптивните активности што ги спроведуваат одредени службеници без разлика кој е на власт, значи да не се врзуваме со одредена партиска, без разлика последниве години, ајде да речеме 25
Така е. Ако не и 30 и нешто. 25 години корупцијата буквално оди само во нагорна линија. Мислам дека сега оди веќе према врвот. Тоа не смееме да го прескокнеме А сме како членка на НАТО и кандидат за Европска Апсолутно. унија. И сега тие луѓе што се иселиле и станале бизнисмени во наши иселеници, во својата меморија добро го знаат тоа и они ќе го почувствуваат полесно притисокот. Затоа што добро ги познаваат приликите во Македонија. Може би повнимателни се тие коруптивни Или стравото од однесување на поединци према странци кога е во прашање, затоа што странците Од друго многу е. лесно комуницираат со сопствената својата влада, амбасада, со така е. амбасада и слично. Но тоа е една страна, но од друга страна мислам дека потребна е и да се направи од страна на државата према нашите иселеници, иако тоа можеби не е толку популарно во западниве земји, позитивна дискриминација за нашите. Да им се дадат одредени можности, тие сепак потекнуваат од овде. Како поинаку да ги за прегледат? да се инвестира овде. Апсолутно, да. Сега ќе земам 3 фактори што ги спомнавме досега во разговорот, да ги споите и вие и да направите одредена анализа. Имено, безвизен режим, прв фактор, висока технологија, втор фактор и поединец вработен. Што говорат состојбите каде што заминуваат граѓаните на Македонија во овие држави? Најпрвин сакам да кажам дека во државите на престој, онаму каде што нашите граѓани се иселуваат или сакат да го продолжат својот живот, на многу повисоко ниво државата го цени нивниот труд, односно факторот човек. Зошто тоа го кажувам? Односно поединецот. Така. Всушност. Ако вие не го цените поединецот, едноставно не сте ја сватиле пораката што ќе изгубите. Поединецот најпрвин ви е потребен без разлика дали е во највисока технологија, дали е тоа IT или не знам електроинженер, или е возач, електричар и слично. Значи, битни се сите професии. Кај нас во државата мислам дека се подзаборави значењето на поединецот и неговата стручност и сегоденаш добивате на масовна загуба на кадри. Јас ова го зборувам уште пред 15 години дека ќе се соочиме со овој проблем. Еве го дојде. Еве дојде моментум да се разговара, особено од луѓе од стопанството, дека веќе немаме, запалено е црвено светло, немаме работници. Што правиме сега? Доктор Николовски, како социолог и како новинар, ќе отворам само едно прашање, меѓутоа повеќе реторичко, не се однесува директно на вас, бидејќи е поврзано со социологијата. Станува збор за движењето на работната сила во рамките на државите, кога индустријата беше главна стожерна точка, металска индустрија, машинска индустрија, каде што синдикатите беа моćни субјекти, моćни фактори, можеа да предизвикаат пад на владата, од причини заради тоа што имаше масовно вработување. И кога оди еден синдикат на преговори со владата, тој едноставно ја условува политиката на владата дека мора да попушти затоа што цели системи може да не функционираат. Од 80-тите години, кога се воведе така наречената компјутерска технологија, значи од постиндустријско општество, влеговме во информатичко општество, светот за прв пат зачекори дека му е битен поединецот. Што велат вашите анализи во однос на значењето на поединецот кога се има работата не сега на синдикатот, меѓутоа и на сите тие општествени движења, дали поединецот е толку моќен да навистина може сам да се понуди да се избори за своите права? Видете, влегуваме во фаза каде што зборувам на глобално ниво, така е, каде што ќе има голема борба за поединец, за квалитетни работници, за работникот, за квалитетни работници, па дури и за било какви работници во даден момент. Ако ги гледаме во моментов големите држави, во блиска, ајде и од Европска унија да ги видиме. Германија, Франција, така е, или овие другите што се еден вид мотори на економијата. Што ќе видиме? Борба за поединецот. Па на крај вие погледнете ја само 2015-16 година големата бегалска криза од Блискиот Исток. Да.
Буквално ги отворија вратите. Факт е дека први беше заштита на човекови права и слично, но што следеше после тоа? Селекција на тие луѓе на кадри, каде можат брзо да ги вклопат во системот. И тие и ден денеска прифаќаат. Да, очигледно големите економии се моќни да ги привлечат овие луѓе. Слабите економии не може да ги привлечат. Така да и во наредниот период ќе се зголеми динамиката на овој план. Македонија на тој план може би без разлика што сме помали бројчано и како капацитети економски, ќе има потреба од работници. Еден пример. Да. Грција, која ни е, непосреден сосед, донесе одлука пред, да не речам неколку дена, дека мора веднаш 170.000 странци да ангажира од надворот, кој 30.000 од Египет и од Бангладеш. Веднаш. Ова прашање го отворивте, всушност беше посебна област за која сакав да ве прашам, а ќе ги раздвоиме на две нивоа. Прво, во контекст на македонската диаспора, дали постојат тенденции на враќање, значи желба или мотив е релативна категорија, тенденција е веќе процес, и обратно, дали втората тенденција е решението за недостиг од работна сила, увоз од Азија. Зборувам за македонската економија. Кај првиот дел на прашањето, тенденција за враќање јас не гледам. Напротив, гледам млади луѓе или огромна бројка која се иселила и едноставно со наоѓање на работа во државите на престој полека им се појавува на некој начин среќата дека тие веќе се стабилизирале. Па дури гледам родители кои со сила ги тераат децата да одат да се снајдат во светот. Зборувам за Македонија. Во помал процент? Во помал процент. Так. Ајде да речеме во помал процент, иако не треба да ги тераш децата затоа што тие сами веќе не разбравте. Да. Значи не станува збор за процес на враќање. Јас тоа би го на некој начин изменаџирал со една друга наша активност, односно наша државата треба да направи, да ја зајакни врската и комуникацијата со нашите иселеници, особено млади, па дури и бизнисмени, и на тој начин да го извлече. Така, знаење, апсолутно, да. Значи не можеш да ги вратиш. Така. Тоа е исто како вие да се вратите во селото на вашиот дедо. Каде ќе, значи, до тој степен не дојде на работата. А вториот дел на прашањето, дали тенденцијата на доаѓање од други држави, конкретно мислам од Азија, која е основата за спас на македонската економија? Дали тоа е сериозно, еве примерот што го кажавте со Грција? Сериозно полека се појавува и тоа е веќе од стопанството отворено прашање, кое веќе го наметнува, но мора да се внимава со тој дел. Значи, во делот на имиграцијската политика Македонија мора внимателно тоа да го направи, значи не можете да ги отворите вратите комплетно, значи да доаѓа кој како стигне, значи може да се направи, но исклучиво за потребата или кадри онаму каде што нема се штити домашниот пазар од аспект на работна сила или имате на ум некои други безбедносни фактори? Па и домашниот фактор на работна сила, барем оние што ни преостана, и тие да ги изгубиме, ако увезиме пред дали очекувате да бидат поевтино платени? Па да, очекувам. Првично, иако со закон кај нас минималната плата е регулирана, но не можете испод тоа да ги платите помалку. Така, не може помалку тоа. Али и од безбедносен аспект, значи, но тоа е прашање за друга анализа. Како го гледате ово последно поврзување на отворен Балкан во кое што во работниот дел се овозможува работници од трите држави да патуваат со многу полесен државен систем или вработување? Тоа влегува во рамките на оваа миграција што ја говориме ние? Па да, искрено и тоа се миграцијски активности и мислам дека гледам позитивни моменти во таа. Може да се искомпензира државите во однос на може, ама државите знаете како? Од една страна отворен Балкан ќе овозможи движење на капитал, стоки, луѓе и слично, но од друга страна нема да мислите дека без разлика и Србија и Албанија нема да направи анализа на загубата евентуално. Значи, како да кажам, ако е платата поголема во Србија, зар ќе дојде во Македонија? Не, и обратно, инженерот од Албанија може да замине во Србија. Може да замине, апсолутно. Нема да биде пријатно. Но тоа прашање пак би го затворил со еден друг став. Не е толку голема разликата
во примањата, па за да сега толку Тоа биде брзо се фактор. Така, да биде фактор за да има преливање од Албанија во Македонија или од Македонија во Србија. Не е голема разликата. Може ли во примањата месечни така, може ли како работна хипотеза да го поставиме ви кога би пишувале наредна книга дека всушност овие сиромашни економии и не може да привлечат странска работна сила од Азија во однос на конкуренцијата што тие им се отворени пазарите во Западна Европа? Апсолутно, видете, тоа ние го видовме дека Зашто може да испадне политички страф, само создавање, еве сега ќе ви увеземе работна сила и да ги прифатите овие услови. Не може, не би требало тоа да се анализира од тој агол. Добро. Ние видовме кога беше бегалската криза 2015 година од Блиски Исток дека можноста да останат во Македонија, која Македонија им ја даде како заштита. Не остана. Со законот за азил и слично, не остана. Буквално не остана и ти отворено кажува кај да останеме кога може би имавме подобри услови од таму кај што бегаме. За некои држави економски зборам. Да, економски за некои држави тие што бегаа на вистина и подобро живееле таму од условите што Македонија би им ги дала. Така да во моментот целни држави на заминување се европските држави, Италија, Германија, нели овие што се скандинавските. Значи не може да очекуваме промена на структурата во населението за нареден 5 или 10 годишен период. Безбедносен ризик не, но сериозно треба да проанализираме потребата од работници. Да. Нормално селектирани од страна на стручни служби, оние што навистина ни требаат. И тука не можеме да бидеме имунни за разлика од другите држави кои За крај на овој разговор би сакал да се вратиме не на стратегијата што сте ја напишале, туку евентуално на стратегијата што треба да се напише. Што е тоа што во акцијскиот план не е спроведено и би влегло како содржина во новата стратегија, имајќи ги предвид овие елементи и овие фактори што ги кажавте на поврзување на државата со нашите граѓани во тие држави и евентуално инвестирање нивно во економијата на Македонија. Видете, значи стратегијата за соработка, националната стратегија за соработка со диаспората официјално е направи владата. Учество во изготвување има негде над 40 лица, од кои неколку експерти, меѓу кои и јас. Но мојот револт е неспроведување на акцијскиот план. Помина годините акцијскиот план, многу малку е. Состојбите не се променети. Не се променети. Значи, акцијскиот план или 4 столба во делот на правно-административни прашања поврзани со диаспората, делот на образование поврзување со диаспората, културата и економскиот дел. Има многу точки каде што се добро Па да отвориме предложени. прашањето, државата може да инвестира во изучување на јазикот на децата што се раѓаат во тие држави. Прави одредени активности, но сметам дека се малку. Летни школи, да речеме, за дечиња од предучилишна возраст или во земите на Европа претежно и тоа е мала бројка, десетина деца. Агенција за селеништво, да речеме, ке организира во Охрид. Меѓутоа ја покажува грижата, се одржува некој континуитет на државата спрема тоа население. Да, ама видете, значи за поздравување е тоа што ја покажува грижата. Еве да речеме Агенцијата за селеништво ги прави тие потези ограничени во рамките на незините финансиски можности, тоа е факт. Но крајно време е таа грижа да биде малку повеќе, да речем, на повисоко ниво и систем да има во спроведување на таа ситуација, да не зависи од фактор човек, во смисла ако е добар функционерот ќе тече активноста, а ако не е добар има административна амнезија и не му текнува дека е донесена национална стратегија. Значи, тука е проблемот. Тоа мора да престане во како држава имаме потреба да го развиваме поврзувањето со граѓаните што заминале од државата, дотолку повеќе што предчувствуваме дека економијата е таа која ќе го подобри животот и на тие луѓе и на овие овде што се во државата. Господин Николовски, можам да ви заблагодарам за изнесените ставови и за отворањето на оваа тема и се надевам дека надлежните институции после гледањето на овој разговор ќе го свртат вниманието и можеби ќе променат нешто. Дали сте оптимист? Да, јас сум оптимист, со само за тоа што научно го следам, ја следам оваа проблематика долго време, но и давам одредени стручни предлози
Едноставно се надевам дека добар дел од овие прашања ќе бидат разрешени и врз база на еден систем на непрекината континуирана комуникација ќе продолжиме во соработката со нашиве иселеници, но и во делот на менаџирање на воопшто на целата миграција. Значи, тоа се врзани садови и ситуацијата во Македонија, институционалниот соработка меѓу себе, Да. затоа што многу е битно институциите на прашањето на диаспората да соработуваат меѓу себе. Ние имаме и тука прекини. Така да се надевам на позитивни и проактивна политика од државата према ова прашање и према нашите селеници. Господин Николовски, многу убава поента за крај на овој разговор. Почитувани гледачи, го следете разговорот со Златко Николовски, експерт за миграции и безбедност, личност со 30 годишно искуство во оваа област. Благодарение на техниката и технологијата, ова интервју ќе можат и нашите во странство да го гледаат како Слободна ТВ и Слободен печат. Ние продолжуваме со подготвените содржини понатаму, а сега рекламен блок.